Балканските војни оставија траен печат врз историскиот развиток и на територијалната целост на Македонија, а за тиквешката околија представуваат една од најтрагичните епизоди од историското минато на населението од Тиквешијата. Тиквешките настани од јуни 1913 година во македонската историографија не беа проучени и расветлени. Судбината на историската димензија и валоризација на тиквешкото востание и покрај веќе одминатата историска дистанца, како да ја навести уште во далечната 1942 година, еден од учесниците на овој настан, учителот, ваташанецот Пане Попкоцев, со оценката «Историјата допрва ќе го оценува тиквешкото востание, за да му одреди и заслужено место», треба да се обележи дека тоа востание беше најсветлиот доказ што Тиквеш го даде на порубувачите Срби за својот национален дух и за жетта за политичка слобода. Пане Попкоцев бил учител во Ваташа, потекнува од Ваташа. Тој е еден од учесниците во Тиквешкото востание. Не само што е од еден од учесниците, туку тој меѓу првите почна да пише за Тиквешкото востание. Уште во весникот Тиквеш, кој што излегол за време на Втората светска војна во Софија, а потоа има објавено и неколку спомени, каде што тој пред се осврнува на почетоците и текот на востанието. Во својата статија во весникот Тиквеш од 1942 година, за време на бугарската окупација, тој вели дека Тиквешкото востание е самородно востание, истовремено најголемиот револуционерен бунт на тиквешаните, што го дале за ослободување на Македонија и за создавање една своја сопствена држава против српскиот окупатор. И покрај тоа што за македонската јавност Тиквешкото востание остана непознато, овој драматичен настан е длабоко врежан во свеста кај постарите тиквешани, бидејќи ретко кое семејство од тиквешкиот крај не било засегнато од трагичните собитија во јуни 1913 година. Тиквешкото востание пак е еден малку поинаков настан, бидејќи се случил во предвечерието на Втората Балканска војна, кога Македонија ја имала доживеано првата поделба со Лондонскиот мировен договор. Во Тиквешко, во близината на Тиквешијата се наоѓала тогашната српско-бугарска граница, односно демаркационата линија на разделување помеѓу двете држави. Така што од левата страна, значи во денешна источна Македонија, таа беше запоседната од бугарските војски, додека десната страна, значи на Вардар, беа запоседнати од српските војски. По завршувањето на Првата Балканска војна и по поразот на турците кај Кумановската битка, веќе на 20 октомври започнуваат да заминуваат сите турски представници на турската власт во Кавадар, Цинеготино и така натаму. Значи заминува кај Макамо, заминуваат кадиите, заминуваат судиите, нели, заминуваат сите високи чиновници од турската власт и тие се упатуваат кон Гевгелија. Во тој период, во тој меѓупростор, значи власта во овој крај, во Тиквешијата, односно во Кавадаречкиот дел од Тиквешијата, ја регулирала една 600-члена управа, составена од тројца видни турци и тројца македонци. Една вечер двајца договорени неготинчани од окружниот комитет се договориле да идат потајно, без да знаат турците во градот, иако веќе уште ги имало, да дојдат некако до сојузничката команда, не знаеле тие дали турците, односно дали србите или бугарите се тук. И потајно успеале да се пробијат до Криволик и да дојдат до командата. Кога виделе дека тоа е српската команда и побарале, дајте 10 коњаници, пуштите, нека влезат во Неготино, турците се во хаос, одма ќе ви се предадат. Поста некои натегања, навистина така било. Кога стигнале на 5 ноември 1912 година, тие српски војници во Неготино, турците ги фатило хаос, повикале местното население и раководството од револуционерниот округ во Тиквешијата, турците мирно да се предадат, ако не се предадат, ќе бидат после третирани како
вистинска војска и ќе има последици. Навистина, турските војски исплашени се собрале и го предале оружјето кое било насобрано тогаш по училиштето. Тоа било повод неготинското население, кое неколку стотини години било под турско робство, барем во еден момент да се почувствува слободно во своето родно место. Така што во неколку кафеани на познати гостилничари се прославувало конечно ослободеното Неготино, од вечер до зори. Во периодот што следувал, србите полека почнале да ја поставуваат својата власт со нови своји раководни органи. Веднаш започнало прогонувањето и затворањето на озлогласените османлии, кои вршеле големи зулуми во Неготинско и Кавадаречко. Така биле убиени Црни Сулјо, Кара Мамут, Велјо Картов и други. Меѓутоа, еден од најозлогласените османлиски потерџии бил Абдил Ефенди, запаметен од неготинското население по убиствата што ги извршил врз неготинските познати војводи, Комитата Цветко од село Калањево и Цандо Емшов, додека работел на својата нива. Почнале пресметки помеѓу неготинското христијанско население и останатите озлогласени османлии кои се наоѓале во тиквешијата. Секој од неготинец што пред тоа на кој што пред тоа некој турчин му направил некој злодела, му се давала можност да се пресмета со него и какви ќе бидат пресметките е неограничено. Па затоа почнал една пресметка во чистење на тоа турско население, во колење на тоа озогласено од зверени турци. И отпочнале веќе чистка на така истакнати турски разбойници и злосторници кои што вршеле терор над неготинчани. И биле убијани и испофаќани многу личности како Вело Картов, Црни Сулјо и ред други такви и ликвидирани. Таа меѓусебна пресметка од ликвидирање на озогласените турци се претворила и во лична пресметка. Ако некој пред тоа има некоја лична лична амбиција фрлено на некој, тој бил ликвидиран. Од тоа се префрлило и на грабеж. Така тие неморални луѓе почнале да грабат. Сега моја мајката по турските куќи, по аги, да ги го грабаме златото, среброто, накитот. Па тоа се претворило и по сиглување, како што тоа го правили порано и самите аги, бегови, тие злосторници, се сиглувало и потнатаму, што е најстрашното, поминало и во верски фанатизам. Сте што е турско треба да се коле. Откако биле ликвидирани овие лоши, зли турци, полека веќе почнало да се средува животот. Српските власти, претежно началникот Дусан Николич и военото лице Петрович, преку своите органи побарале луѓето во тиквешијата, односно во Неготино, Кавадарци, да го предадат оружјето. Тогаш поискусни неготинчани, членови на револуционерни чети, што постоеле пред тоа од времето на ВМРО, кога увиделе при собирањето на оружјите, потајно се договориле, расшириле вест кон неготинчани, кон населението да не го предадат оружјето, бидејќи борбата на неготинецот, борбата на македонецот се уште не е завршена. Овие наводните ослободители всушност се нови окупатори. Така населението се организирало и почнало да ги крие тие своји пушки што ги имале, почнало да ги игнорираат српските власти, кои што за таквите постапки биле и многу строго казнувани. Незадоволството кај населението во тиквешијата беше манифестирано веднаш по завршувањето на Првата Балканска војна, кога со вклученото примирје меѓу балканските сојузници и Турција на 4 декември 1912 година, Македонија ја изгуби својата географска, економска и политичка целина, а со заземањето на тиквешијата од страна на српските војни единици во ноември 1912 година, Тиквешкиот округ ја изгуби својата територијална компактност. Полека српската окупациона власт почнала да ги покажува своите вистински карактеристики и идеи,
со прогонот и затворањето на некои видни личности од Неготино, па до вербата почнала да исчезнува. Набргу, само за неколку месеци, новодојдените српски окупатори го навестили и новото робство над населението. А кулминација настана со вршењето на пописот на населението, кој што тиквешкото население беше приморано во пописните листи да се искажува како срби, а како мајчин јазик да биде српскиот јазик. Тоа се разбира дојде до едно големо несаборазочарување кај народот, дури и отпор. Отпор пред се кај членовите припадниците на македонската национална организација, така што во тие први месеци од 1913 година дојде до неколку апсењи и убиства на видни членови на организацијата во Кавадарци. А исто така ваквата состојба во Тиквешијата врз основа на она што тие ја спроведува асимилацијата на тиквешкото население, говори и настапот на командантот на Кавадарци, полковникот Урошевиќ, кој во присуство на членовите на училиштата во Кавадарци, при таков еден собир, тој отворено им се обратил, односно им се заканил, велечи им дека вие сте стари срби, дека бугарите со доаѓањето ве асимилираа, а сега вели ние кога сме повторно тука, вие ќе си станете повторно срби, и ако било кој не ја исполни веднаш наредбата, тој веднаш ќе биде убиен. Веднаш неговите мерки ги покажале и првичните резултати. Во прво време тој ги отпуштил од работа сите македонски учители, кои што во тоа време учителствувале во Кавадаречката нижа гимназија и сите околу 50 на кои што учествувале во селата во Тиквешија. Пред востанието, местните војводи заедно со населението ги презеле првите акции околу самата организација, формирајќи војводски совет од 15 членови, при што биле организирани 3 собранија, каде што биле поставени основите за тоа како треба да се одвива востанието. Бурошевиќ после неколку дена повторно ги викал представници на поранешната, така да речем, градска управа и им кажал, малку омекнал, па им рекол дека они учители кои што сакаат и понатаму да работат, односно да бидат оставени на нивните работни места, можат да продолжат со тоа што тој ќе ги испрати на курс во Белград, кој што траел прилика 6 недели, после кој курс тие требале да полагаат српски јазик и српска историја и во колку успешно го положат курсот, тогаш повторно ќе бидат наставници заедно со нивните српски колеги. Достапната архивска документација во архивите во Република Македонија, Република Бугарија и Република Србија, како и одамна објавените историографски дела, а особено бројните спомени на самите учесници и свидетели на Тиквешкото востание, даваат мощни драгоцени податоци за причините, текот и последиците на Тиквешкото востание. Сите овие мерки, а и уште многу други кои што ги правеле српските војни и полициски власти, предизвикале гнев, силен гнев кај населението во Тиквешијата. Така се собрале во куќата на Јованче Шкартов поранешните раководители, поранешните револуционери, членови на градскиот комитет на внатрешната македонска револуционерна организација, околиското раководство, а и сите тиквешки војводи, меѓу кои Мишо Шкартов, Дончо Лазаров со Итиријата, Диме Пинџуров, Тодор Камчев и останатите, а тука присуствувал и Лазо Фертикот заедно со неговиот заменик Александар Хаџидемирски. Ти одржале состанок во куќата на Јованче Шкартов, новој состанок на кој присуствувале околу 40 мина луѓе, револуционери, било донесено решение дека ваквите мерки кои што ги направиле српските војни и административни власти апсолутно не можат повеќе да се толерират, дека единствен спас за да се избави населението од ваквата положба, од ваквата состојба, било кревање на вооружено востание, односно вооружен бунт. Тогаш се случуваат клучните настани во Тиквешијата. Се уште во Неготино и во Кавадарци имало турско население и избегано некои зли, лоши турци.
Jedan od njih bil procenio Jaja Aga, turski odmetnik, koji sto bil poznat kaj населението со своите издосторства. Во ова време, според некои искажувања на стари неготинци, Јаја Ага имал се уште некое големо богатство со него од неколку канти на злато. Успеа да ја најде српската војска која била кај селото Чичево и командантот Душа Николич, да му се стави на служба и да му кажат: дај, ние ќе ви помогнеме да ги средиме каурите во Тиквешијата, оти тие и нас не колат и вас, србите. Ова добро му дошло на србите и го примиле во служба овој одметник Јаја Ага. Во тој продор, кога србите виделе дека Неготино е обезвластено, како предходница на српските војски, им се понудиле четите на така наречениот доброволечки полк, предводени од Јаја Ага и неколку други озлогласени турски одметници, заедно со Василije Трбиќ и Јован Бабунски, и останатото османлиско население, па се упатиле кон Тиквешијата. Кога населението во Неготино и Тиквешијата разбрале дека идат такви одметнички турски војски, а со нив и српската војска веќе иде, тие знаеле дека ќе има големо осветување. И решиле неготинци и кавдарчани, одржале еден состанок и решиле да ја бранат Тиквешијата. Токму овие настани во поновата историја се одбележени како Тиквешкото востание. Во веќе наелектризираната состојба, во месеците април и мај, во Тиквешијата се вратиле голем број доброволци од македоно-одринското ополчение на отсуство. Меѓу нив бил истакнатиот револуционер Диме Пинџуров, кој заедно со пристигнатиот тиквешки војвода Мишо Шкартов и местниот војвода Дончо Лазаров со Итаријата, први започнале да ги обиколуваат тиквешките села за да го проверат оружјето, да раздадат ново и воопшто да го подигнат духот на населението за вооружено востание. Подготвувајќи се за оружено востание, револуционерниот штаб организирали 3 собири. На советувањето било донесено решение востаниците да удрат во тилот на српската војска. За да се подготви востанието, бил задолжен војводата Дончо Лазаров со Итаријата. Тој требало да ги обиколи сите тиквешки села, значи околу 70 на села, со цел да го проверат оружјето, кое што дел од тие револуционери веќе го имале сокриено, а исто така од турските магазини, по повлекувањето на турците, набавиле доста оружје и муниција која што требало да им се раздели на луѓето, односно на селаните. Било во тоа време на тие борбени позиции кај Црнополе била дадена наредба и е мобилизирано целокупното население од Неготино што било способно за носење оружје. Така, наредбата била да се мобилизираат сите способни мажи од 14 години па нагоре, кои што можат да го задржат продорот на српското и тоа четничко напредување што се наоѓа пред српската војска. Фронтот на линијата на тиквешани, кои се бореле да ја одбранат територијата, се протегало од Црно поле до ридот Вилбош-Кавадарци и ги зафатило сите територии до реката Црна. Во Неготино околу 60 до 80 доброволци неготинци се поставиле на положбата на Црнополе како одбрана од навлегувањето на Јаја Ага и српските војници. Востанието започнало рано наутро, на 19 јуни 1913 година, кога востаниците во Кавадарци пукале врз писарот на началникот на Кавадарскиот округ Душан Николич, а се пукало и врз српските полициски власти во селото Ваташа. Веќе на 20 јуни, српските војни единици и административниот апарат со жандармите и судските чиновници, под притисок на востаниците, од Кавадарци, Неготино и Криволак, побегнале во Градско. За кратко време Кавадарци било ослободено. Наредниот ден било ослободено Ваташа, ослободено и Криволак, а на 22 јуни 1913 година со помош на борците на четата на Христо Чернопеев и востаниците од Неготинскиот крај било ослободено и Неготино.
Според дневникот на војводата Христо Чернопеев и пишувањето на Петар Дрвингов, еден од војните раководители на македоно-одринското ополчение, Неготино било ослободено на 22 јуни. Дури и војводата Христо Чернопеев во своите спомени вели дека кога го испратил Петар Чаолев од Неготино во Кавадарци, утредната Чаолев со писмо му се јавил и рекол дека ние влеговме во ослободено Кавадарци. Додека Неготино беше ослободено на 22 јуни, од, како што вели самиот Чернопеев во своите спомени, заедно со четирите на организацијата, значи со Петар Чаолев, со Христо Чернопеев, со Мила Матов, со Ѓурлуков, со помош на 100 неготинчани. Веднаш по прогонувањето на српските власти во Неготино и Кавадарци била востановена востаничка управа. Во ослободеното Кавадарци на 20 јуни се одржало свечено собрание и била создадена градска управа составена од 12 души и извршна власт представена од 3-члена комисија. Градот Кавадарци бил слободен цели 7 дена, од 19 до 26 јуни, а 6 дена градот бил под власта на револуционерната управа и под заштита на востаниците. На општинската зграда во Кавадарци било симнато српското знаме и било поставено знамето од 1913 година, она тиквешко знаме кое што би извезале жените од Кавадарци, од Ваташа. Тоа знаме долго време било чувано после Илинденското востание во куќата на Шарлиеви и сега кога дошол еден таков згоден, поволен момент, тоа знаме било истакнато, значи како знамето на востанието, односно знамето на востаниците во ослободено Кавадарци. Само за неколку дена, востаниците ги ослободиле речиси сите села во Тиквешкиот округ, што се наоѓале од десната страна на реката Вардар, опфаќајќи повеќе од 50 села и некои села од прилепската околија. Бројот на вооружените востаници изнесувал околу 200 до 250 души, а заедно со четите на Македонската револуционерна организација преку 1000 души. Српската војска, со помош на паравојните единици на Василije Трбиć и на Јаја Ага, и со помошта на мобилизацијата на другите српски единици од соседните градови на Тиквешијата, од Прилеп, од Битола и од Крушево, со војска која броела преку 100.000 војници, успеале за кратко време да ги разбијат востаничките одреди пред Кавадарци и со повеќедневни борби се пробиваат во внатрешноста на Кавадарци. Василije Трбиć е познатиот српски четнички војвода, кој што му беше дозволено да спроведе чистење на територијата од така наречените бугарски бандити, а тоа се македонците, нели, македонските чети што беа на оваа територија. Во негова служба беа и познатиот одродник, би рекол, Јован Бабунски, Јован Долгачот, кој што се ставија во служба на српската војска и каде успеа да го стигнат македонското, неготинското, кавадарецкото население што бегаше, ги убива. Тоа е нивната најлоша негативна улога во овие настани. Востаниците добиле и известно ветување дека ним ќе им се приклучат и бугарските војски. За тоа придонел и представникот на бугарската војска Петар Пенчев, кој што присуствувал на еден состанок, на кој што било донесено решение дека вие само, односно било дадено ветување, дека вие само кренете се за 210.000 пушки, кои што само кога ќе се крене востанието, ние ќе и помогнеме. Меѓутоа, знаеме дека големите сили побарале од бугарската војска да ја напушти демаркационата линија и да се повлече најмалку 50 километри од реката Вардар. Бугарија е нападната од Романија и бугарските војски добиле задача да се повлекуваат на кај Софија за да ја бранат, а со тоа надежите на тиквешани дека ќе дојде на помош бугарската војска сосема биле изиграни. Тиквешките востаници останале осамени на позициите против српската армија, која започнала да се прегрупира и да ги засилува своите редови со нови војни единици од Битола, Прилеп, Крушево и Кичево, како и со повеќе од 500 четници доброволци, предводени од војводите Василije Трбиć, Јован Бабунски, Јован Долгачот и Јаја Ага, познати по теророт над македонското население.
Во почетокот имале сили, но кога почнала да действува и српската артилерија, кога почнале да паѓаат првите бомби во позадината и во близината, сватиле дека ја чека пекол. Почнале да се повлекуваат и на брзина успеале да се состанат и да се договорат како да го спасат невиното население од Неготино, од Кавадарци, како тоа да се повлече, а овие да им бранат одстапница, слободно, непречено да се повлечат. Кога стигнале казнените одреди на Јаја Ага, неготинци во хаос бегале преку реката Вардар, преку селата Дуброво, Воишанци, Радовишко, на кај Бугарија. Некои неготинчани, оглушувајќи се на наредбата на штабот, што го предводело востанието, останале во своите домови со намера и со мисла дека никому лошо не сториле, па што има некој ним лошо да им прави. Во тоа и многу се излагале. Кога дошле турците во Неготино, како претходница на српската војска, тие прво што почнале, ставале се, кој како сретни го, се под нож. Бидејќи станува збор за 25 и 26 јуни. Времето било многу жешко. Се јавиле првите проблеми. Значи, скоро сите околни, поради големата суша, пресушиле локалните извори и чешми, така да настално и голем проблем околу снабдувањето со вода на останиците. Проблем набрзо бил разрешен. Жените од Кавадарци, Неготино и околните села, тие сами пристапиле со носење на вода, со стомни, со бардаци и така натаму, и ги снабдувале останиците. Оставени без очекуваната помош од страна на бугарската армија и со повлекувањето на четите на ВМРО, а особено жестоките навлегувања на четниците на Василije Трбиќ и башибозуците на Јаја Ага, тиквешките востаници биле принудени да ги напуштат позициите и да се повлечат, најпрвин во Неготино и Кавадарци, а потоа заедно со голем број жени, деца и старци, преку Вардар да се упатат кон Радовиш и Штип, преку селата Ресава, Бегниште и Конопиште, кон планинските предели на Кожув. Заедно со востаниците започнало да се повлекува и маса од население, од Кавадарци, од Неготино, понатаму од Ваташа и од околните села, бидејќи тие наслутувале дека нешто лошо, дека нешто страшно ќе се случи. Најголемиот дел од збегот на бегалците, заедно со востаниците, тие пребегнале кон селото Конопиште и во една куќа, да речеме, се собирале можеби по стотина луѓе. Да веднаш се јавил проблем со исхрана на тоа население. На неколку пати дури доаѓале емисари испратени од српската војска да збегот, односно бегалци да се вратат назад во Кавадарци со гаранција дека ништо нема да им се случи. Србите, наводно неисплашеното население кое што беше разбегано, упателе проглас дека ќе бидат амнестирани. Нека се вратат луѓето во куќите, во домовите, ќе бидат ослободени. Меѓутоа не било така. Многуте луѓе во Неготино, во Кавадарци што се вратиле, биле стрелани од српската војска. Кога Јаја Ага стигнал во Неготино, веќе немало одбрана и неговиот баши Бозук во невидена одмазда собрале десетици канти со газија, зејтин или шарлаган и почнале да ги палат куќите и дуќаните во чаршијата и цело Неготино. И ја почнале пресметката сега со чистење, со грабеж, со палеж на Неготино. Кога виделе оние што преостанале тука во Неготино дека српската војска заедно со четниците се немилосрдни, палат, грабат, убиваат се пред себе, немилосрдни се и према деца, и жени, и бремени, и старци, и така натаму, се упатиле, се организирали и побегнали тие што можат да побегат во манастирот Свети Ѓорѓија, сметајќи дека, и да дојдат тука, можеби со надеж дека и светецот Свети Ѓорѓија ќе ги заштити. Во црковниот двор дошла и четата на Јаја Ага и Фазлија, со одзверени очи и крвави ножеви, сакајќи да извршат невиден колеш врз целото население собрано тука.
Но за среќа, офицерот кој што бил задолжен за тоа население, не дозволил тие да влезат, назначувајќи дека секој оној што е виновен ќе биде суден и предаден на извршителите. Од неготинчаните засолнати во манастирот Свети Ѓорѓија, кои биле на број околу 250 луѓе, претежно деца, жени и старци, офицерот наредил да се издвојат мажите, а жените и децата да останат. Жените се побуниле каде ги водат мажите, а офицерот ги утешувал со зборовите да се испита виновноста нивна. Групата од 15 до 18 мажи била спроведена до железничката станица на Криволак и предадена на зол србин шеф, кој без многу размислување наредил да бидат убиени и потоа фрлени во заедничка масовна гробница. Тука неготинското останение останало 7 дена. По 7 дена со спровод, од страв дека ќе бидат нападнати од турците, се враќа во Неготино по своите домови, но во своите домови немало ништо. Само кучиња се ачкале меѓу себе и само влечене, скапано човечко месо веќе и изгорени, црни, огламјосани куќи, се претворено во пепел. По 2 дена непрекината борба пред влезот на Кавадарци и во самиот град, српските војни единици, конечно на 26 јуни, во 12 часот на полноќ, влегле во градот и веднаш стрелале 25 граѓани, меѓу нив и кметот на градот Тасе Бошков, и запалиле 50 куќи. Тој кога дошла српската војска, бидејќи добил информација дека србите дека ќе нешто лошо ќе се случи, тој се скрил. Меѓутоа српските војски го фатиле неговиот син и пуштиле вест дека доколку Тасе Бошков до вечерто не се пријави, не се предаде, тогаш ќе биде ликвидиран неговиот 13 годишен син Кирил. Кога чул за ваквата вест, Тасе Бошков воопшто не се двоумел, станал, испаднал и самиот се пријавил, односно се предал. Им се предал, бидејќи и тој е еден од членовите на револуционерниот штаб на востанието. Наредниот ден, на 27 јуни, српските власти уапсиле и врзале на кол во центарот на градот повеќе од 150 граѓани и по 30 часа врзани на жешкото тиквешко сонце и без вода, биле одвлечени кај местноста Полјаната, каде заедно со уште 50 други граѓани, односно вкупно 200 души, биле стрелани. Помеѓу нив била стрелана и една жена, се вика Марча Милкова. Моето сродство со Марча Милкова е дека е таа од фамилија Милкови и моја прабаба. Би сакала да кажам дека за Марча Милкова ме врзуваат многу спомени од моето детство, спомени кои што ги имам слушано од моите родители и од моите баба и дедо. Била воодушевена од револуционерното свес, идеја и била просто опсената, фасцинирана од тоа и она целосно се дала да помага на организацијата. Незините активности биле повеќе бројни, меѓу кои што најголема активност била да собира пари. Дури кога имало литургии во недели на празници, она со послужавникот одела собирала пари и истите ги давала во организацијата за купување на оружје и на муниција. Исто така влегувала и во турски куќи, кај јанамите, оти таму мажи не смееле да влезат, меѓутоа жени им било дозволено. И им земала златен накит, ги раскитувала, им ги земала, едноставно заради да се по секоја цена да се најдат средства за комитите. Покрај тоа, таа исто така доста работела и на добавување на облека на комитите, бидејќи нејзината јатрва, Лена Милкова, за која што пред малко ви зборував, била од Кошани, а татко и бил сточар, имал многу волна, овци имал многу, и носеле од Кошани волна и ја распоредувала по жени да ја предат, да ткаат, да плетат чорапи, облека, джемпери, шалови, потоа ткаеле они шиеле кабаници за комитите, потоа тие пантолони, така. Значи тоа е една
цела, можам да кажем, една манифактура. Толку тоа сето било под нејзино раководство. Тој е неверојатно фасцинантен лик. Таа била однесена доле кај селото Возрци до воденицата на Ѓорѓи Каламчев, на доктор Ѓорѓи Каламчев. Тука била надената на кол и 3 дена била оставена жената да умира во најтешки маки. Меѓутоа, за таа смрт никој ништо не смеел да каже. Па србите најмалку затоа што биле во очите на македонските, на граѓаните од Кавадарци биле како најголеми душмани. Зашто дозволиле на таков зверски начин да биде убиена една жена? Ова сознание ние го имаме, има и дедо ми кажувал, имаме роднини во Возарци и они виделе. Пак не може ништо скриено да остане. Виделе како е она умира и како е после фрлена во водите на Црна река. Со повлекувањето на востаниците од Неготино, градот останал на милост и немилост на башибозуците на Јаја Ага, кои како претходница на српската војска и во содејство со поголем број турци од околните села, жедни за реваншизам и плячкосување над христијанското население, извршиле незапаметен масакр над граѓаните на Неготино и опожарување на градот. И со право може да се каже дека ако луѓето во средниот век верувале во постоењето на пеколниот град Дис, што вечно од Доган се распаѓал, тогаш во јулските денови на 1913 година Неготино бил навистина македонскиот пеколен Дис. Како што пишува во своите сеќавања еден од учесниците на востанието, непријателите срби убиваа цели семејства заедно со нивните мали деца. Во текот на 2 дена во малото градче Неготино беа убиени повеќе од 260 луѓе. Во селото Ваташа доаѓа четата на Коста Павловиќ и побарале во тој период да односно побарале од семејството Пинџурев, отишле во куќата на Димитар Пинџуров, кој што само што се вратил од тоа време како учесник во Првата Балканска војна од Чаталџа и побарале од неговата мајка Наца Пинџурова да каже каде е неговиот син, каде е низиниот син. Тогаш Наца Пинџурова можеби и не знаела жената, кажала дека таа не знае каде е неговиот син. Тогаш тие почнале да ја малтретират, почнале да ја тепаат. Овој што е поручникот Павловиќ наредил на неговиот предпоставен, тоа бил еден турчин, се викал Чазин, да ја врзи жената, за може полесно да ја испрашува. После неколкуте удари, Наца кажала дека таа не знае каде е низиниот син, меѓутоа и да знае, и доликували на мајка да каже каде е низиниот син, и доликале да го предаде својот син, вика, на душманите, едноставно така кажала. Тогаш, изнервиран од нејзината смиреност и од нејзиниот одговор, поручникот почнал да ја удира по главата и наредил на тој поднаредникот Чазин да му донесат угорено железо. Од кога тоа го спремиле, тој почнал со угореното железо да ја гори по табаните на нозите и после неколкуте такви малтретирања, кутрата жена паднала во безсознание. Овие веќе мислеле дека жената е мртва, затоа ја оставиле. Нејзините соседи кога го виделе случајот, отишле, ја кренале жената и после некое време таа се освестила. За овој настан брзо се расчул низ целиот крај, затоа дознал и нејзиниот син кој се наоѓал веќе во четата на Дончо Лазаров со итеријата и тој посакал да ја види својата мајка, меѓутоа војводата и останатите другари го разубедувале да не се појави, бидејќи тоа овие србите, односно српските војни власти само го чекале, значи да го фатат, односно да го уапсат, а целта била нормално да се ликвидираат сите револуционерни сили во тој период кои што действувале во Тиквешијата. Затоа тој бил ставен меѓу дилемата дали да се подчини на дисциплината на организацијата или пак да оние чувствата спрема неговата мајка. Сепак тој како искусен револуционер, како предан револуционер, тој се подчинил на дисциплината и абстенирал од тоа, да иди да ја види неговата мајка.
Според некои проценки, Неготино тогаш имало околу 2000 жители, со околу 700 куќи, од кои 600 македонски, а 100 османски. Кога Неготино се исполнило со турци, прво што било разгласено низ турското население од неготинските села да дојдат да грабат се по дуќаните на неготинските трговци. И отпочнал еден грабеж невиден, се кршеле кепенците с прозорците, се кршеле вратите и се фрегувало по дуќаните, се носела стоката на кони, на магари, на коњи, кои што како стигни така носија. И од кога било се изграбана стоката, се дала наредба да се пали чаршијата. Чаршијата во Неготино имала околу 300 дуќани, од најразлични занаетчии. Сите до еден биле запалени и пепел биле направени. Со нив изгорела и целата чаршија и безистенот. Изгорели околу 250 куќи и навистина Неготино ги доживеало најтрагичните моменти. Таму кај што останале луѓе во куќите што не побегнале, ете, со намера да го заштитат своето богатство, можеби, или со намера дека тука ќе ги најдат за солниште, се излагале, каде што нашле тие луѓе, одма ги гореле и не му давале да излезат од куќата и така во тие пламени јазици го завршувале својот живот. Значи се смета дека по востанието, дека србите извршиле такви жестокости, кои што тоа е регистрирано и во голем број на документи и во Карнегиевата комисија, при тоа што се убиени само по име и презиме на број околу 526 души, а се смета вкупно дека за време на текущото востание настрадале околу 1200 души, биле стрелани, биле убиени. А исто така биле уништени, односно изгорени голем број на куќи и дуќани пресе во Кавадарци и Неготино и се смета дека нивниот број изнесува од 520 регистрирани куќи до 1000 куќи кои што се спомнуваат во документите и во спомените на самите учесници на востанието. Тоа се и факти кои што мислам вистински на некој можеби тоа му е приказна, меѓутоа не е приказна. Тоа е цела вистина, потоа е запалена куќата, се е изгорено. Значи се потоа се почнува одново, од ништо, значи се што е печалено, се што е работено, се е изгорено, све е оштетено, све нема ништо и кога доваѓаат овие нарушевини доваѓаат кога се враќаат. Тоа е трагедијата на македонскиот народ. Народот во паника бегал кон Радовишко и спас барале во Бугарија. Стигнале до Благоевград, Дупничко, наближиле кон Софија, но немало кој да ги прими. Бугарската држава била во хаос. Бугарската војска била нападната од романската, која веќе стигнала пред Софија. Конечно, сето тоа ќе заврши со примирието што го побарала Бугарија. А тоа ќе резултира со прочуениот Букурешки мировен договор од август 1913 година, со чие потпишување алчните балкански буржуазии за секогаш ја распарчиле Македонија, што представува најтрагичниот чин во историјата на нашата земја. Од тогаш еден дел, најголемиот, 51.000 квадратни километри и припадна на Грција. Србија го зеде вториот по големина, со површина од 26.000 квадратни километри, но сепак, за рамнотежа, и оставиле на Бугарија 6.000 квадратни километри од територијата на Македонија. Така Неготино уште многу ќе доживее. Ќе живее во еден страв и по воспоставувањето на српската власт, бидејќи доушници на властите наши неготинчани, одма шпионирале од оние што преостанале живи, тој е бугараш или комиташ. Одма го бил ликвидиран човек, крив, не крив, крив, не крив, одма го убивале србите. Се додека една од жените неготински не се исправила пред тој капетан српски и му рекла: чекај бре, ги испотепавте невини луѓе.
дајте, му дава совет, дајте вие, претворете еден српски војник во наши алишта, што ќе рече за него? И навистина го донеле тој српскиот војник облечен во наши селски, македонски алишта, граѓански алишта. За ваков е ова, она, се најлошо како што било на тој душникот, вообичаено, и тогаш веќе прекинале да го слуша тој, го ликвидирале одма тој таквиот човек и прекинала таа чистка на неготинското население и по доживувањето на таа сраотна голгота. Востанието во Тиквешијата представува прв и најмасовен вооружан протест на населението против новиот српски окупатор, веднаш по Првата Балканска војна во Македонија. Тиквешкото востание е дело на тиквешкото население, спонтано организирано и раководено од местните дејци, револуционери и војводи на организацијата, а подпомогнато и од четите на ВМРО. И покрај тоа што Тиквешкото востание немаше организирани и координирани дејствија со населението и местните чети од соседните револуционерни реони, сепак за мошне кратко време, односно само за 7 дена, востаниците на број околу 250, а заедно со четите на ВМРО, преку 1000 души, го слободија целиот Тиквешки округ со најголемите места, Кавадарци и Неготино, одржаа неколку собранија, совети и советувања, формираа револуционерен штаб и војводски совет и организираа востаничка градска управа во Кавадарци и Неготино. Најдобра карактеристика за Тиквешкото востание дава ваташанецот Пане Попкоцев, еден од учесниците на востанието. Тоа мало востание ние го направивме без никаква помош од кого и да било, но Тиквешијата докажа дека за нас тиквешаните е безразлично кој е окупаторот или завојувачот. Ние не трпиме туѓо, па и наше робство, и во такви случаи не плашат жртвите што неминовно мораме да ги дадеме. Оваа година се наврши 100 години од Тиквешкото востание. По тој повод во Кавадарци за прв пат беше подигнат и споменик на жртвите од востанието. Може да каже дека самиот чин на Тиквешкото востание како настан во македонската историја е за прв пат објавен или презентиран во 1993 година, бидејќи до тогаш македонската историографија овој настан неоправдано го премолчуваше и погрешно го интерпретираше. Сметајќи дека Тиквешкото востание е плод на бугарските врховитички интереси, дека во востанието учествувала бугарската армија, дека Тиквешкото востание е дигнато со помош на четите на организацијата. Меѓутоа, голем број на документи и самите учесници на востанието велат дека Тиквешкото востание е самородно востание, дигнато од самото население во Кавадарци, предводено од местните војводи. Еве има живи уште како мене и моите потомци, браќата мои, внуците, исто така и потомците на сите оние кои што земале учество и имаат загинати во фамилијата, кои што говорат дека тоа востание постоело и е кренато и организирано од тиквешани. Во македонската историографија, овој настан досега беше неоправдано игнориран, премолчуван, па и тенденциозно и еднострано интерпретиран, при што особено е минимизирана улогата на тиквешкото население и местните дејци, револуционери и војводи, кои беа основен двигател на оружените акции и го понесоа најтешкиот товар при задушувањето на востанието. Тие со години притаено, с кришум и со шепотење ги пренесуваа храбрите подвизи на тиквешките востаници и последиците од крвавото задушување на востанието, и тоа само од непријатното чувство да бидат обвинети за бугарофили. Дека тоа востание треба да падне во заборав, нема да падне во заборав. Нема да падне, како што реков, ние постојано ќе се сеќаваме на него. Например, јас воопште во гимназија имам завршено добри даскалов во Кавадарци, воопште историја не сме учеле за Тиквешко востание, мада јас знам се за востанието. Сум знаела, затоа што и учесници сме имале и жртва од нашата фамилија, од нашето семејство.
Show.